Земјоделците имаат уште неколку денови за пријавување на субвенциите. До четврток, 30 јуни, се поднесуваат барањата за субвенционирање на производството. Согласно системот, земјоделците, доколку имаат услови, тоа може да го направат и од дома со компјутер. Се нас од дома, ако имаат пријавено, некаде околу 500 земјоделци, а требаше да се прејавуваат и во Агенција за поттикнување на развој, меѓутоа никаде ништо, сето цела обврска ја презеде подрачната единица на земјоделие, така да ние се организиравме во две смени. Еве да кажам дека и денеска, и јутре, и четврток ќе работиме до 12 сатот на вечер, доколку има странки, да ја завршиме работа, да сите земјоделци да бидат што позадоволни. Последната фаза за млекото може да дојдат оние луѓе кои се заборавија, до 30 ќе го продолжи на рок од 5-6 дена. Барателот може да ги внесе потребните податоци и со помош на вработените во подрачните единици на Министерството за земјоделство и на соодветната агенција. Досега поголемиот дел од корисниците на субвенции веќе ги доставиле апликациите. Во трите општини во Пелагонискиот реон, Битола, Новац и Могилеве општини се очекува некаде се пријават околу 5000 земјоделци од различен тип на пријавување, значи земјоделско земјиште, овошни насади, градинарски насади, стока, ситна стока, крупна стока, сето тоа се нас некаде треба да се пријават околу 5000 баратели. До денеска имаме пријавено некаде околу 4300 баратели. Значи, меѓутоа, сето ова е завршено, морам да кажам, на благодарност на вработените од подрачната единица, кои работат од сабајле до вечер, се случуваат денови да работат и до 12 часот на вечер. Во овој период се поднесуваат барањата за растително производство, односно за житни и за градинарски култури, за одржување на лозови и овошни насади, како и за производство на сертифициран семенски и саден материјал. За сточарското производство се поднесуваат барања за одгледување на говеда, овци, кози, свињи, пчели и живина.